сме ги контирале материалните документи во финансии. Сега, прашањето е колку е тоа точно, односно дали имаме некои отстапување. Бидејќи тоа се два система, материални финансии, кои не се во најдиректна врска, така да евентуално некоја промена во едното не значи дека веднаш има промената во другото. Само да провериме вака се. Во влез имавме 60005 во книжење. Секој документ, без да го раскнижуваме во финансии, можеме да го пуштиме тест книжење. Се проверува, можеме да го проверуваме конто 66300. 66300 се однесува на продавница P1. Овде имаме една рубрика тест материјални финансии. Секој магазин или продавница може да има 3 конта. Некои сметковители, продавниците или магазините ги водат по тарифи. Ова се трите тарифи. Значи 6630. Мора да ги имаме внесено претходно. И сега, ако кликнеме кај продавница P1, во долниот дел ни се прикажуваат кумулативи од материјалните документи по налози и финансиските документи по налози и нивната разлика. Бидејќи ова продавница, имаме разликата е во розовиот дел. Значи имаме материјалниот дел, по кој имаме влез и излез, финансиски дел, влез и излез, односно должи или побарува, и разликата помеѓу материјалниот и финансискиот влез или материјалниот и финансискиот излез. Таа разлика, например, во првиот ред вели има за 182 во првиот налог 001. Бидејќи е продавница, нема потреба да се префрлува првиот налог, да се пренесува попис. Ако беше магазин, и требаше да имаме попис во материјално, во продавница да имаме попис во кој ќе беше овој налог 001. Овде се влезовите пред малку што ги раскниживме. Еве го 60005. Колку е влез, толку е во финансии. Сега ќе направиме една разлика. Ќе одиме директно во финансии. Во 60005 и еве. Ќе направиме, ќе избришеме овде еден документ. Или еве овде, овој износ ќе место 2350 ќе додадеме една нула. Односно, 2350, 2500 ќе оставиме. Да видиме дали програмот ќе примети разликата. Ако кликнеме P1 и ги гледаме сега разликите, вели вака. Во 60005 имаме 150 денари разлика. Во долгува е 325, во побарува, односно во финансиски долгове е 475. Одиме понатаму. Кликнуваме во тој ред, во десниот агол се прикажани сите документи од тој налог, исто материјално и финансиски, но групирани по датум. И вели вака. Во овој ред нема ништо. Во овој ред имаме на четврти, пети, имаме разлика 150 денари. Кликнуваме во тој ред, не носи на долу, не ги прикажува сите документи од кои потекнуваат овие вредности. Значи овде имаме 2350, овде имаме 2500, што значи нешто не е во ред. Предпоставуваме дека во финансии е проблемот, одиме во материјално, во документот приме со добавувач 29, влез 29, 2350, кликнуваме овде на книг налог, го наоѓа документот во финансии, го заменува со новите вредности, одиме тест, веќе е среден. Овде имаме нешто, некоја разлика, да видиме од кај потекнува таа разлика. Ако кликнеме во овој ред, вели по фискална каса. Значи дневните
пазари, најверојатно, не се раскнижуваат во финансии, во материјално, бидејќи тоа е продавница. Значи, на овој начин можеме да установиме каде имаме грешка.